Започна расправата за предлог законот за изменување и дополнување на законот за минимална плата во Република Македонија. Измените на законот се носат со цел да се поттигнат работодавачите кои имаат финансиски проблеми да ги исплатат зголемените плати на вработените кои се покачени над минималната плата и изнесуваат до 18.000 денари нето плата. Ваквиот предлог се прифати на седницата на Социјално-економскиот совет што се одржа во владата на 1 мај 2018 година, поради што се неопходни измени на законот. Планирано е финансиската поддршка да се обезбедува во периодот од јули 2018 до декември 2019 година и да изнесува 30% од разликата помеѓу бруто платата на работникот во тековниот месец и просечната бруто плата на работникот исплатена во месеците октомври, ноември и декември 2017 година, при што максималната финансиска поддршка може да изнесува 1200 денари. Стои во објаснувањето на Министерството за труд и социјална политика. Од друга страна, работодавачите бараа конкретни субвенции во смисла на примерно ослободување од плаќање на дел од придонесите. Ние она што го бараме цело време, различен пристап, на кој начин ќе се тоа формулира, како ќе се изведе, меѓутоа за трудоинтензивните гранки да се ослободат дел од придонесите и да се пренасочат во джебовите на работниците. Тоа значи дека целиот износ нема да биде загуба за буџетот на Република Македонија. Инаку средствата за исплата на финансиската поддршка се веќе обезбедени според проекциите доколку аплицираат сите кои ги исполнуваат условите за мерката. Со неја ќе бидат опфатени околу 50.000 вработени и 15.000 работодавачи.